Нашата организација, Локален музеј галерија, во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, оваа година галериските активности ги започнува со денешнава изложба од музејска дејност, насловена Јануарски празници и обичаи во Тиквешијата. На изложбата се презентирани традиционалните празници и обичаи во Тиквешкиот регион од првиот месец во годината, почнувајќи со Бадник, Божик, Василица и така натаму. Целта на изложбата е презентација и подсетување на овие обичаи и чествувања, од кои во поголем дел ги празнуваме во домашен амбиент со најблиските со семејството. Не случајно е кажано: каде и да си, пред Божик, зад Божик, дома да си. Иако дел од овие чествувања секако се семејни, тоест фамилиарни, сепак оваа година, поради светската пандемија на коронавирусот и кризата која произлезе од COVID-19 и останатите празнувања, со исклучок на васеличарските, џоломарските, претежно беа сведени во домашна атмосфера, почитувајќи се пропишаните мерки за заштита и превенција. На изложбата "Почитувани" е представено значајното материјално, духовно и уметничко културно наследство, проткаено со народното творештво кој го поседува Тиквешијата, а експонирано преку икони, фотографии, плакати и етнолошки креации. Ова значајно културно богатство е презентирано на 20 панои со повеќе од 50 фотографии и музејски експонати. Нешто повеќе почитувани за изложбата ке слушнеме од кустосите од нашата институција, Билјана Галабова, историчар на уметност, и Томе Крстевски, етнолог, кои воедно се и куратори на оваа изложба. Би го започнала моето обраќање со една мисла на Ѓорѓе Пулевски, кој бил само галички дзидар, печалбар, еден од првите комити и револуционери, учебникар, фолклорист и културно-национален идеолог. Па вели: народ се велит људи кои се од еден род и кои зборујат еднаков збор и кои живувајат и се другарат едни со други и кои имајат еднакви обичаи и чести песни и веселја. Празнувањето представува општо човечка особина. Луѓето секогаш сакале и имале потреба да празнуваат. Обичаите и празнувањата не се константни. Тие се жива материја која се менува и видоизменува и секако своја улога во тоа има и модерниот живот. Па така, во различни етнички целини помалку или повеќе се разликуваат обичаите. Но сепак, датите на кои што се празнуваат овие православни христијански празници се насекаде исти во нашата земја. Обичаите и празниците кај македонците ја исполнуваат целата година, надополнувајќи се според утврден редослед и воспоставен поредок, а по правило ги има многу често и по неколку во еден ден. Јануар е месец со најзначајни православни празници, кои се празнуваат пропратени со одредени верувања и обичаи, меѓу кои Бадник, Божич, Василица, Водици, Свети Јован Крстител и така натаму. За тоа, колку обичаите и празниците биле значајно народно упориште, може да се види од фактот што по долги години робство македонскиот народ, меѓу другото, си помагал себе си да си го олесни животот со обичаите и со годишните празници кои ги празнуваат низ вековите и на тој начин да ја зачува вековната традиција и ја пренеси на секое наредно поколение. Од тие причини на годишните обичаи и празници кај македонците треба да се гледа како на своевидно културно наследство. Тие овозможувале исклучително хармонично управување и усогласеност со секојдневните работи и животни текови. Преку денешнава изложба е представен кај дел од празниците народната димензија, но свое место има и официјалното христијанско учење. Поточно, преку иконите, епистилот и неколку фотографии ги представуваме официјалните православни христијански празници, што представува дел од историја на уметност и дел од теологија. На овој начин го презентираме и бесценетото културно уметничко наследство во Тиквешијата. Овие икони се сведок на вековното христијанска религија на овие простори, сведок на уметничкиот дух на нашиот народ и сведок на децениската теренска дејност на моите бивши и сегашни колеги, на нашата директорка, кои преку прибирање и истражување го имаат собирано ова наследство со цел да се заштити и зачува за денешните, но и за идните генерации. Се надеваме дека преку денешната
изложба и објаснувањата на празниците, светителите и обичаите, ќе дадеме покрај другото свој мал допринос за зачувување и пренесување на вековните традиции и обичаи. Обичаите и верувањата кои се практикуваат на територијата на етничкиот предел Тиквеш, согласно календарот на Македонската православна црква, имаме поделба на летни и зимски празнувања, од Ѓурѓевден до Митровден и обратно. Но секогаш треба да споменеме дека обичаите, верувањето и традицијата се дел од постоењето на етносот кој обстојува на овој простор. Маскирањето секако е дел од традицијата на македонецот, вклопен во животниот циклус на чествување и празнување на територијата на сите етнички предели и секако етничкиот предел Тиквеш. Во маскирањето можеме да согледаме голем број на драмски елементи, пропратени со театралности и тривијалности, обредни игри со маскирање и преобликување. Тие се најпечатлив начин ги манифестираат сите можности и средства со важност за една сценско-драмска и театарска уметност, пренесувано од колено на колено. Се е во својата изворна форма, ништо не смее да се менува со векови наназад. Пропратено со свој печат и символика од почеток до крај на одделни ритуали и верувања. Изложениот дел од изложбата представена традицијата, обичаите и верувањата кои воглавно ги содржат зимските обредни чествувања, почнувајќи од Свети Игнатиј на 2 јануари, па се до Свети Атанасиј 31 јануари. Во подготовката на чествувањата во јануарските обичаи и верувања, посебно важно место заземаат обредните лебови. Се смета дека голтањето храна, покрај одржувањето на физичката состојба, може да постигне и метаформоза. Да се премине во сферата на сакралното, да се постигне измената состојба на свест, болест, лекување и така натаму. А според старите верувања може да дојде и до оплодување. Обичаите, традицијата и верувањата кај македонецот се втемелени во општественото живење. Некаде се поизразени, но секаде се празнуваат со верување за среќа, радост и беричет во рамките на македонското традиционално семејство. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.